студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Да, прво джингл. Состојбата со отпадот по скопските улици и тротоари стана алармантна. Попладнето седница и на ЗЕЛС. Што се презема и како се делува, дали воопшто се делува, во живо Мартин Арсов. Така етино скопските градоначалници попладнево одржаа состанок во рамки на ЗЕЛС за да бараат решение за нефункционалноста на јавното претпријатие комунална хигиена. Отежителна околност за скопските општини е што немаат соодветна механизација за да ги празнат контейнерите, туку само да го соберат оној отпад кој што се наоѓа надвор од контейнерите. Инаку ние се наоѓаме во строгиот центар на Скопје, на само неколку метри од владата и од соборниот храм. Овде се наоѓа овој срам, односно овие мини депонии. Како што кажав, проблемот на општините е тоа што немаат соодветна механизација за да ги подигнат овие тешки контейнери, туку само да го соберат отпадот околу нив, па затоа не е исклучена можноста да побараат помош од градовите, од соседните општини кои што имаат камиони за и тие да се вклучат во празнењето на контейнерите. Председателот на ЗЕЛС и кандидат за градоначалник на град Скопје, Орце Георгиевски, од редовите на ВМРО ДПМН, кој ни беше гостин во тема на денот, рече дека проблем е и тоа што нема доволен број на контейнери. Сепак, ние поразговаравме и со председателот на СУДКОС, Стојанче Кашиковски, а според тврдењата кои што тој ни ги откри, во јавното претпријатие комунална хигиена нема што нема. Нема доволен број на камиони, нема опрема, нема механизација, а прстот за тоа во каква хаотична состојба се наоѓа јавното претпријатие го впери во директорот на јавното претпријатие, а не во управниот одбор. Во продолжение гледаме зошто. Скопските градоначалници ќе бараат помош од колегите во другите градови, за да го соберат ѓубрето од улиците и тротоарите. Тие денеска се собраа во рамки на ЗЕЛС, за да најдат решение за нефункционалноста на комунална хигиена. Отежителна околност е што општините немаат соодветна механизација за да ги празнат контейнерите, туку само да го соберат расфрланиот отпад наоколу. Според првиот човек на ЗЕЛС и кандидат за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН, недостасуваат и контейнери. На многу од микролокациите, особено на оние каде што има роботи контейнери, ги знаете тие последната набавка на Шилегов, на местата каде што имало по 3, по 4 контейнери, во моментов има по 1 или по 2. Не знам од кои причини, тоа ќе треба да го утврдиме, дали некој свесно и намерно го направил тоа изменение. И најголем да се оштетени не се отвара. Едно е да се оштетени, друго е да ги нема на самото место, но и да не се заменуваат за дополнително да се создава мини депонија практично на секоја микролокација. Но проблемот не е само во недостатокот на контейнери. Проблемот е во немањето на доволна механизација, односно камиони за подигање на смет, немањето на гориво за истите камиони, немањето на резервни делови и така натаму. Чисто илустративно, оние големите пластични контейнери за отпад, кои што се 3,2 тони, треба да се подигаат односно од територијата на град Скопје да се обслужува со 5 камиони. Во моментов предпријатието располага само со 2 исправни камиони. Наспроти тврдењата на градоначалничката Арсовска, дека виновен за хаосот е управниот одбор. Кашиковски вели дека сите потребни документи се донесени, но тој што ја кочи работата е директорот и не му е јасно зошто не набавува нова опрема, иако редовно има прилив на пари. Сето ова што се однесува околу набавка на нова механизација, нова опрема, се два документи. Едниот е документ инвестициона програма за работа на предпријатието, вториот документ е планот за јавни набавки. И двата документи од страна на управниот одбор на ЈП комунална хигиена во првите, мислам, 2 месеци на годината се донесени, меѓутоа за жал не се спроведени од страна на директорот. Од друга страна пак службите на општина Центар заедно со Институтот за јавно здравје веќе 5 дена спроведуваат вонредна есенска дератизација, со која се опфатени 1980 шахти, вели градоначалникот и кандидат за втор мандат Герасимовски.
Дератизацијата се спроведува со цел уништување штетни глодари и превенција од заразни болести, како дел од мерките што општината ги презема за заштита на населението. Спроведуваме вонредна дератизација со цел да ги спречиме сите можности од појава на зараза. Во услови на хаос во градот во однос на јавната хигиена, оваа акција е важен чекор за сузбивање на потенцијални извори на болести, кажа Герасимовски. Инаку, според информациите од Суткос, вработените во комунална хигиена денеска добиле само пола плата за септември, а другата половина им е ветена за во петок. Во предпријатието работат околу 1200 редовни и над 200 сезонски работници. Мартин Арсов, Сител телевизија. Поради ѓубрето во Скопје се расширија и голем број на глувци, стаорци и секакви глодари. Бележиме и регистрирано е првото гризнување од старец и тоа на 10-годишно дете. Заразите повеќе не се само закана. Скопје го има првиот случај што го вклучува здравствениот аларм. 10-годишно дете е гризнато од глушец на детско игралиште во Капиштец. За Сител, мајката на 5-то оделенецот раскажува како од детска игра нејзиниот син завршил на инфективната клиника. Инцидентот се случил по наставата, каде децата секојдневно се играле. На игралиштето претрчувале повеќе глувци и стаорци поради насобраниот смет во и околу контејнерите. Децата, не знаејќи за опасноста од глодарите, се впуштиле во спасувачка мисија на заглавен глушец. При играта затекнале доста глувци или стаорци, како и да ги нарекуваат, не знаеме за кој вид се работело. При тоа нашли еден кој што бил заглавен во грмушки, па детската игра се насочила кон тоа да му помогнат на малото суштество кое што нив им изгледало нели невино и мало и сладко и се тоа. При спасувањето, обидот за спасување, моето дете било гризнато за средниот прст на десната рака, при што цел крвав се обрати кај мене за помош, откако ми беше објаснета ситуацијата, се обратив до матичните доктори кои што досега и не биле затекнати од ваква ситуација. Тие ме упатија на инфективната клиника. За среќа, моето дете ја има неодамна примено тетанус вакцината, па таа не ја прими. Поради тоа што убодот беше од мали заби, како што нарекуваат, предпоставуваат дека се работи за мало глувче. Поради тоа не му дадоа вакцина за беснило, но е покриен со антибиотска терапија во наредните 7 дена. Загрижената мајка апелира до институциите посериозно да пристапат на проблемот за да се спречат слични инциденти и зарази. Овие неколку дена, па да не кажам и повеќе недели, е преплавено во ѓубре. Моја предпоставка е дека глувците излегуваат од подрумите и од целата околина од зградите баш поради тоа што ѓубрето ги привлекува. Како што мојот син ми посочи, местото на игра на кое што биле децата е на речиси 2 метра од контејнерите и баш поради тоа било преплавено со овие глодари. Гледам дека денеска ситуацијата барем во општина Центар е малку подобра. Се надевам дека и другите општини ќе се исчистат така за да нема уште вакви инциденти. Нечистењето на ѓубрето во Скопје стана предмет и на истражните органи. Обвинителството од вчера издаде наредба за истражување на евентуално кривично дело во ЈП комунална хигиена. Полицијата веќе прибавила документација од просториите на комунална и од просториите на актуелната градоначалничка на Скопје. Кој кому ќе даде поддршка во вториот круг избори за градоначалник? Различни информации доаѓаат од различни извори. Само неколку дена по првиот круг гласање, кандидатот на Вреди за градоначалник на Тетово Билјал Касами најавува поддршка за кандидатите на Дуиво Кичево во вториот круг од гласањето наспроти предизборниот договор со ВМРО ДПМН за меѓусебна поддршка. Во гостување за албанска телевизија јавно потврди дека Вреди во вториот круг ќе го поддржи Фатмир Дехари од Дуиво Кичево наместо кандидатот на ВМРО ДПМН Александар Јовановски. Според Касами, поддршка ќе биде обезбедена во сите места каде има албански кандидат, но очекуваат поддршка и од интегративците во Бравиница и Долнани, каде Вреди и ВМРО ДПМН ќе водат битката во вториот круг. Прекранин Крчов кандидат на БДИС? Посигуриш сина Крчов, сина калој кандидатјоне dhe sina vende tjera ne Domethënë kudo që janë në balotazh, shqiptarët ju do bashkoheni me ta. Po unë besoj që edhe BDI po e bën të njëjtën sepse në Bërvenic është një komunë në afër Tetovës që ka shku kandidati i Vlenit me kandidatin e VMRO-s. Në Dollnen, që është një komunë në rrafshin e Pellagonisë afër Prilepit,
qytetit të Prilepit. Kandidati vlenit me kandidatin e VMRO-s. Ne urojmë që edhe BD-t për krah kandidatut. Појасниот став на Касами, партискиот штаб на Вриди побрза со реакција за гласањето во Кичево. Повикаа кичевчани сами да одлучеле. Гласовите ни ги имаме во джеб за да ги вадиме кога ќе посакаме. Ставот на нашиот кандидат за општина Кичево, Фатмир Лимани, беше јасен уште од почетокот на изборната трка. Оној што ќе влезе во вториот круг ќе биде поддржан. Но имаме нова ситуација во која се објавени компрометирачки материјали кои го разголуваат кандидатот на НАИ и го лишуваат од секое морално право да извршува јавна функција. Тој не се повлече и токму тоа ја прави секоја јавна поддршка скоро невозможна. Кичевчани сами треба да ја донесат оваа тешка одлука, реагираат од Вриди. Владеачката ВМРО ДПМН повика наместо со етнички теми да се прават поделби, да се стави фокус на обединувањето. Ние, како што знаете, сме за обединување на вредности, наместо етнички прашања и теми кои што предизвикуваат поделби во јавноста. Тоа го очекуваме од сите политички зрели фактори, затоа што секое спротивно однесување на тоа е слично на ДУИ, кое што беше жестоко поразено на овие локални избори. Во битката за градоначалничката позиција во Тетово во вториот круг влегуваат кандидатите на Вреди и Дуи, а разликата во гласове е 3756 во корист на Вреди. Дали ќе се случи обединување на македонските гласови во Кичево, за сега е неизвестно. Опозицијската СДСМ најавува нивен став во текот на следните денови, дали ќе го повикаат членството да даде поддршка за кандидатот на ВМРО ДПМН, што беше случај во изминатите изборни циклуси. По изборниот пораз во Чајро, Дуи не се достапни за информации. Побаравме став дали постои договор за поддршка во вториот круг со Вреди во местата со претежно албанско население, онака како што најави Касами, но не добивме одговор. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Во продолжение очекувањата на двајцата кандидати за градоначалник на Скопје во вториот круг за дивна поддршка. Да се погледнат и анализираат резултатите, да видиме во кои делови левица има добиено поддршка, што значи дека јас сметам дека и во првиот круг имаше левица во Скопје поддршка од Демократската унија за интеграција, но како што кажав, мој фокус ќе биде да добијам поддршката од сите скопјани. Се надевам дека освен нашето мнозинство ќе добиваме за одлуките поддршка, односно консензуално ќе бидат носени и со поддршка на останатите советници кои што ќе бидат партиципиенти во истиот совет. Денеска ќе разговараме за најгорливите прашања кои што ќе ни бидат сериозен фокус до нова година. Драги сограѓани, почитувана јавност, денеска мојот против кандидат зборува за тоа од каде ми доаѓале гласовите, од каде ќе ми дојдат гласовите и почнува да зборува за некоја теорија на заговор. Владиниот кандидат се сретна со Вреди, ја доби нивната поддршка, јас се среќавам со скопјани и ќе продолжиме да се среќаваме со скопјани, затоа што скопјани се охрабрени и во се поголем број ќе излезат во вториот круг. Овој контингент кој го создадовме само ќе расте. 25 лица се приведени во акцијата на финансиската полиција во Прилепската болница. Во истрагата опфатени 7 фирми. Речиси 700.000 евра. Толку тежат злоупотребите во Прилепската болница Борка Талевски, за кој обвинителството отвори истрага против 25 лица и 7 фирми. Во неа се опфатени поранишната директорка, раководни и вработени лица во болницата, како и управители на фирмите преку кои, според сомнижите, се изведувале сомнителни набавки и незаконски исплати. За 6 мина се бара притвор, за 19 се предложени мерки на предпазливост, а дел од фирмите ќе имаат забрана да учествуваат на јавни тендери. 9 лица ќе се гонат по скратена постапка. Се сумнича дека преку јавни набавки за услуги кои не биле извршени, осомничените создале шеми со кои за себе или за други лица прибавувале значителна имотна корист, а на болницата и нанеле сериозна финансиска штета. Осомничените, меѓу кои поранишната директорка, раководители и други вработени во болницата, но и управители на осомничените правни лица, преку постапки за јавни набавки, за сервис на моторни возила, чистење на работните простори, сервис на водоводна мрежа, молеро-фарбарски услуги, физичко обезбедување, реконструкција на инфективното оделение, односно преку неизвршување на договорените обврски и незаконски промени на налози за исплата, предизвикале вкупна штета на буџетот на болницата Борка Талевски од 42.726.978 денари, соопшти од обвинителството.
Осумничените лица во текот на ноќта и денеска беа изведени пред Прилепскиот суд, откако финансиската полиција влиза во болницата по наредба на обвинителството за наводни злоупотреби. Тие се товарат за повеќе кривични дела, злоупотреба на постапка за јавен повик, проневера во службата, несовесно работење, злоупотреба на службената положба и овластување, фалсификување или уништување деловни книги и други дела за кои дел од осумничените обвинителството се уште ги испитува. Ова истрага доаѓа неколку месеци по претресите на 8 локации во Прилеп, спроведени во рамките на предистражната постапка. Сегашниот директор, откако ја презеде функцијата лани, неколку пати јавно изјави дека ја наследил болницата со долг од нешто над 190 милиони денари. Тамара Дичовска, Сител телевизија. Последните вести се во 20